Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со К3, второ информативно издание на нашата телевизија за денеска. Еве што издвојуваме. Во Крива Паланка ден на жалост по повод трагичната смрт на 39-годишната Марина Велиновска и нејзиниот 6-годишен син. Екипите на штабот за заштита и спасување и денеска делуваа на терен со сета расположлива човечка сила и механизација на терен во насока на расчистување на последиците предизвикани од големото невреме кое го зафати Скопје. Во јапонскиот град Нагасаки одбележани 71 година од фрлањето на атомската бомба. Македонските спортисти, кошаркари, фудбалери, ракометари и автомобилисти се приклучија со донации за настраданите во поплавите во Македонија. Древник на К3, добар ден. Денеска во Крива Паланка е прогласен ден на жалост по повод трагичната смрт на 39-годишната Марина Велиновска од Крива Паланка и нејзиниот 6-годишен син, кој во сабота вечерта на 6 август трагично ги загубија животите во поплавите предизвикани од силното невреме кое го зафати Скопје. Во Крива Паланка денеска е прогласен ден на жалост по повод смртта на 39-годишната Марина Велиновска од Крива Паланка и нејзиниот 6-годишен син, кој трагично ги загубија животите во поплавите предизвикани од невремето кое во саботата го зафати Скопје. Оваа одлука беше донесена на вонредната седница на Советот на општина Крива Паланка. На седницата беше донесена одлука за еднократна финансиска помош на семејството Велиновски, како и за финансиска помош за санација на последиците од поплавите во Скопје и Тетово и околината. Градоначалникот на Крива Паланка Арсен Алексовски рече дека иако невремето не е зафати општината, сепак Крива Паланка за жал загуби 2 човечки живота. Изразувам моето најдлабоко сочувство до семејството на загинатите Велиновска Марина и Велиновски Јован од Крива Паланка. Ова се тешки времиња кога треба да се покаже солидарност, блискост и да се даде помош на оние на кои им е најпотребно. Предлагам утрешниот ден, 9 август, да се прогласи за ден на жалост општина Крива Паланка. Исто така предлагам да се донесат уште 2 одлуки за доделување на финансиска помош. Едната одлука се однесува за доделување на еднократна парична помош на семејството на загинатите Марина и Велиновски Јован и Велиновска Марина од Крива Паланка во износ од 200.000 денари и другата за финансиска помош на санирање на последиците од елементарните непогода, односно од поплавите во Скопје и Тетово од 6.8.2016 година во износ од 300.000 денари. Одговорните со апел за солидарност, за да им се помогне на нашите сограѓани од семејството на загинатите, како и на луѓето од погодените подрачја. Воедно, упатувам апел и ве повикам сите да се солидаризираме во рамките на своите можности, да им помогнеме на сите оние семејства кои претрпеа огромни штети и последици од оваа елементарна непогода. Сега е времето кога нашата помош е најпотребна и треба да ја дадеме. На денот на жалост, знамињата во општината ќе бидат истакнати на половина Копје. Сите културни и спортски манифестации закажани на територијата на општината ќе бидат одложени и угостителските објекти ќе емитуваат сериозна музика. Починатата Марина Велиновска беше мајка на 2 деца. Во моментот на страшното невреме, целото семејство се враќало од годишен одмор. Таткото, кој е професионален пожарникар, и постариот син, по неколкучасовната борба со водената стихија успеале да ја избегнат кобната судбина. Погребот на мајката и 6-годишното дете се изврши денес. Во салата на поранешен комитет се одржа комеморативна седница за Жаклина Божиновска, која несреќно загина на Скопската обиколница во стравичното невреме кое викендот зафати делови од главниот град.
На комеморативната седница присуствуваа ужалените сопруг и син, членови на потесното и пошироко семејство Божиновски, локалните власти, градоначалникот Зоран Дамјановски, колеги и соработници од јавното претпријатие Чистота и зеленило, представници од бројни здруженија, институции од градот и неизини познајници. Комеморацијата ја организираше општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Куманово. Најпрвим присутните ја оддадоа почит на Божиновска со едноминутно молчење. Незините сопартици, во чие име говореше регионалниот координатор на форумот на жени на СДСМ за избор на единица 2, Марина Алексовска, упатија најдлабоко сочувство и жалење за прерано згаснатиот живот на нивната сопартијка, пријателка, соработничка. Жалната вест за ненадејната и трагична смрт на нашата сограѓанка и сопартијка Жаклина Божиновска длабоко не потресе сите. Неверување, шок, горчина, тага не обзедоа кога беше објавена информацијата во медиумите и на социјалните мрежи. Ги гледавме страхотните слики од невремето и се ужасувавме од вистината што ја дознавме. Жаклина Божиновска е родена на 1 октомври 1973 година во Куманово. Таа беше сопруга и мајка на малолетен син, кого била да го посети во Охрид изминатиот викенд и при враќањето доживеа трагична смрт. Ке остане запаметена како ведра личност со широка насмевка, со голем ентузијазам, трпеливост и желба да помогне секому во која било ситуација. Секогаш покажуваше голем ентузијазам, енергичност, оптимизам. Во контактите со сите нас, а и со граѓаните, беше непосредна, весела, со широка насмевка и желба за дружење. Со неверојатен оптимизам им приоѓаше на непредвидливите ситуации и со трпение учествуваше во нивното разрешување. Ја сакаше вистината, еднаквоста, правдата и впрочем сите оние начела за кои што се залага Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Почитуваше секого, беше почитувана од сите. Марина Алексовска на комеморацијата рече дека семејството Божиновски изгуби грижлива мајка, пожртвуван родител, добар брачен другар и примерна ќерка. Работниот колектив, вреден и почитуван работник и колега, а партијата борец и активист за остварување на социјалдемократските идеи и активности. Божиновска беше погребана на градските гробишта во Куманово. Пронајдено тело на 12-годишно дете од Стајковци се трага по 16-месечно бебе. Околу 5000 семејства, 12 населени места во Скопско се оштетени од невремето во саботата. Официјалниот број на жртви од саботното невреме се искачи на 22. Татко вчера вечер околу 20:40 часот сам го пронашол без животното тело на својот 12-годишен син. Се работи за Иван Илиев од Стајковци, кој бил пронајден близу последната постојка на автобусот 65. Младиот Илиев во моментите на невремето бил со трактор со својот дедо. Водниот бран го превртел тракторот, а момчето беше пријавено како исчезнато. Потоа таткото сам го пронашол, велат од МВР. Исто така МВР информира и за 16-месечната Ели Фезула, која од вчера од 18 часот е пријавена како исчезната. Пријавата е стигната од чичкото на бебето. Тоа за време на неприликите било во возилото со својот татко Фуркан Фезула, кој пак веќе е регистриран како загинат меѓу првите жртви. И во овој случај воден бран го однел автомобилот на таткото со 16-месечната Елиф. Околу 5000 семејства од 12 населени места во Скопско се оштетени од невремето во саботата. Како што соопшти денеска државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Бесир Јашари, стручни екипи се веќе на терен и вршат проценка на штетите, за кои се уште не може да се каже колкави ќе бидат. Извесно е само дека нема да влијат врз земјоделското производство, а луѓето навреме ќе бидат обештетени. Според Јашари, причина за последиците од поројниот дожд не се од водните канали, зашто тие напомена редовно се чистат, не само од Министерството за земјоделство, туку и од Министерството за животна средина и просторно планирање.
Секое министерство делува според утврдениот план и динамика во рамки на своите ингеренции. Очигледно врнежите биле огромни, што наведува на заклучокот дека нешто се случува и за тоа треба да се подготвуваме, додаде Јашари. Тоа укажа и на потребата од зачувување на шумите, зашто како што објасни не е исто движењето на водите кога по површината има дрва, со оглед дека корените апсорбираат дел од количините. Сега е битно да се проценат штетите. Резултатите од проценката ќе бидат доставени до Бирото за судски вештачења. Ќе се ревидираат пошто ќе се уследува исплата за уништените површини и добиток. Луѓето ќе ги добијат средствата, но за жал жртвите не може да се вратат, подвлече државниот секретар Бесир Јашари. Екипите на штабот за заштита и спасување и денеска делуваа на терен со сета расположлива човечка сила и механизација на терен во насока на расчистување на последиците предизвикани од големото невреме кое го зафати Скопје. Вода за пиење од цистерни и пакувана вода редовно се доставува до сите пунктови во населените места од територијата на општина Газибава, кои беа најмногу погодени од невремето, а со механизација, цистерни и пумпи се црпи вода од поплавените дворови и куќи. На терен се и екипи од Црвен крст, Армијата на Република Македонија, како и голем број на волонтери кои им помагаат на граѓаните и помагаат во дистрибуцијата на помошта. Дел од новите 1000 водни пумпи кои се набавени за побрзо да му се помогне на поплавеното население пристигнаа. На терен во Скопско Инџиково беше и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски, кој информираше дека припадниците на Арама ќе започнат со дистрибуција. Освен во Инџиково, пумпи се доставуваат до сите поплавени населби кои имаат потреба. Во справување со последиците предизвикани од невремето, Армијата на Република Македонија постојано на терен во најпогодените подрачја. Припадниците на Арама со максимални напори се ставени на располагање во помош на погоденото население од поплавите на сите места каде за тоа се јавува потреба. Припадници на Министерството за внатрешни работи на Србија, кои вчера беа упатени да им помогнат на граѓаните на Македонија загрозени од елементарната непогода, веднаш по пристигнувањето во село Црешево во Скопско се вклучија во помош на населението, како и на санација на теренот и црпење вода. Градот Белград денеска упати тим од 7 луѓе, 2 специјални возила и 2 пумпи во Скопје, зашто побрзо санирање на последиците од поплавите кои го зафатија Скопскиот регион. Албанската влада одлучи да испрати 100.000 евра за санирање на последиците во настраданите подрачја во Македонија. Сообраќајот по Скопската обиколница од Клучката Хиподром до Клучката Сарај се уште е во прекин. Прекинот ќе трае до завршување на активностите околу расчистување на истата. Стои во извештајот од Автомотосојузот на Македонија. Куманова зема учество во хуманитарниот проект Скопје е дел од нашите срца, дел од кумановци. Хуманитарната организација Крепост се вклучува во акцијата за собирање помош за настраданите во поплавите во Скопје и околината. Хуманитарната организација Крепост во соработка со менаџментот на трговскиот центар Сума организира акција со поставување штанд за финансиски донации и пункт за собирање на средства за настраданите во поплавите во Скопје и околината. Хуманите граѓани ќе можат да донираат средства во просториите на холот на трговскиот центар Сума на 9 и 10 август од 9 до 22 часот. Акцијата е во 3 дела. Првиот дел е со продажба на мајци со логото на Крепост по символична цена од 200 денари. Втората е финансиска кутија и донација за оние луѓе кои што сакаат да не може да обезбедат прехранбени производи, меѓутоа дадат финансиски средства од кои што ние ќе купиме и ќе ги доставиме до загрозените во поплавените подрачја во Скопје и околината. И третата е преку собирање на прехранбени производи, конзервирана храна, значи пелена за деца, храна за дечиња, хемиски производи, шампони, сапони и слично оно како што сметаме дека ќе им треба во овие загрозени моменти на оние кои што им е најпотребно. Средствата кои ќе бидат собрани во оваа акција, превозни компании од Куманово ќе ги однесат на пунктовите во Скопје. Од Крепост се задоволни од досегашниот одзив на граѓаните на Куманово, но упатуваат повик до сите кумановци за масовно учество во хуманитарната акција, бидејќи Скопје е дел од нас, дел од нашите срца. Истовремено активни се и пунктовите на Црвениот крст, лоцирани на градскиот плоштад и во просториите на поранешен комитет, каде што кумановци можат да ја покажат својата хуманост и да донираат пред се вода, храна и средства за лична хигиена за луѓето од поплавените подрачја во Скопје. Значи ова акција се собира за Скопје, донираат парични средства, хигиенски средства, вода, храна. Пунктовите се отворени од 9 часот наутро до 2 и од 2 до 8 часот на 2 локации, плоштад и комитет, и кој колку сака и колку може да донира.
И од Црвениот крст апелираат до сите граѓани да ги посетат нивните пунктови и со донираните средства да помогнат колку можат, бидејќи во овие моменти за погодените од невремето секоја помош е добре дојдена. Екипа на кумановски акцијаши од утринава се наоѓа во погодените скопски населени места и им пружа помош на семејствата настрадани во поплавите. Акцијаши од Куманово се екипираат за помош на семејствата од најпогодените скопски подрачја во невремето од 6 август. Една екипа од Куманово веќе е на терен во населбата Сингелиќ, каде како што ни јавија од лице место сликата е страотна. Поплавените домови и уништената покутнина се расчистуваат. Големото количество кал и блато од надојдените води се отстрануваат од објектите и дворовите. Се изнесуваат електрични апарати и мебел. Координаторот на акцијата Синиша Јовановски во телефонска изјава информира дека засега е отидено само едно возило од Куманово, а веќе е упатен и повик до сите другари акцијаши, извидници, феријалци, планинари и останати да се пријават за да им се помогне на настраданите. Сабањето уште од 7 часа сме тука. Се фузиравме значи со другарите од Скопската бригада акцијаши. Така. Значи тука сме тие се пишува некаде околу 20 до 30 луѓе распоредени се на пунктови кај има потреба. Значи, ние тука од Кумановски акцијаши дојдовме со едно возило од 5 луѓе. Така би ве запрашала, што конкретно правите на терен, на која локација се наоѓате во моментот? Значи, моментално се наоѓаме кај фармата во Сингелиќ. Наспроти тука кај куќите што се, пошто голема е штетата, има некаде околу 5 до 10 сантиметри батла кона кал. Така. Водата моментално е повлечена, значи првично работиме на евакуација на стварите, тука од куќите ги изнесовме, сега работиме, значи, го собираме тоа калта што е од водата. Јовановски ја предводи првата група доброволци кои заедно со бригадата од Скопје планираат да останат до доцна вечерва, а веќе следното утро ќе им се придружат и останати акцијашки групи од Македонија и соседството. Значи, апелираме, ќе објавиме, значи, сојузот на акцијаши од Македонија. Значи, ние Кумановци, Скопска бригада и очекуваме до крајот на дена да дојдат и од Охрид, значи акцијаши од Охрид, и се јавија пред малку, доаѓаат околу 20 луѓе од Србија, во текст сме, значи, со од другите крајеви на бивша Југославија, значи, ќе дојдат тука, со председателот на Сојузот со Рамче, разговаравме, значи, да обезбедиме кај ќе може да ги сместиме луѓето, да може да се вклучат од утре тие пунктови кај има потреба. Работа има дека по моја процена најден месец дена. Пошто секоја куќа, значи... Секоја помош е добре дојдена, значи и во човечки ресурси и каква била помош? Да. Ако споделената среќа е поголема среќа, тогаш споделената тага е помала, а болката од истата е ублажена. Да се солидаризираме и екипираме сите, апелираат кумановски акцијаши, истакнувајќи дека на нивниот Facebook профил се истакнати лица и броеви за контакт, како информации со детали за организирање тимови кои ќе помагаат во Скопје. Бидете и вие дел од нив. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Република Македонија и Мобилност Македонија се вклучи во акцијата на Црвениот крст за донирање парични средства и хуманитарна помош за настраданите во невремето што се случи во Скопје. Првиот човек на Сојузот Бранимир Јовановски истакна дека во овие моменти пред се мора да бидеме истрајни и хумани како што сме покажале многу пати досега и сме учествувале со помош и подршка на секој кој имал потреба. Да се приклучат масовно на оваа акција, да се сплотат, да докажат дека ние можеме да бидеме единствени кога не е потребно и да помогнеме кој колку може за да се, како што кажав, што е можно побрзо санира штетите од поплавата и да им се помогне на семејствата на загинатите. Ние веднаш го повикавме нашето членство преку социјалните мрежи да се приклучи кон акцијата на донирање на средства и на опрема за настраданите од поплавата на подрачјето на градот Скопје. А Мобилност Македонија како општествено одговорна организација од својот скромен буџет одвои 30.000 денари кои ги уплати на сметката на фондот за донации за настраданите од поплавите во градот Скопје. Ние само сакам да кажем дека Мобилност Македонија навистина длабоко се чувствува со семејствата на загинатите, навистина голема бројка на загинати, голема штета за нивните семејства и им посакува брзо закрепнување на повредените, како и брзо санирање
на штетите кои настанаа од поплавата. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Република Македонија и Мобилност Македонија изразува длабоко жалење и сочувство до семејствата на загинатите во невремето што викендот се случи во Скопје. Лицата со телесен инвалидитет се хумани луѓе и Јовановски ги покани сите членови да се вклучат со донации. Сдруженијето на пензионери Куманово ќе се вклучи во акција на Пензионерската асоциација на Македонија. Сдруженијето на пензионери од Куманово ќе додели финансиски средства на збратимината општина Гази Баба и апелира до сите граѓани да се вклучат во оваа хумана акција. Поради силното невреме кое го зафати Скопскиот регион и однесе 22 човечки животи, предизвика голема материјална штета, а многу луѓе останаа без своите домови. Сдруженијето на пензионери Куманово ќе се вклучи во акцијата на Пензионерската асоциација на Македонија. Ги повикувам пензионерите на Куманово, Липко и Старо Нагоричане, кои членуваат во Сдруженијето на пензионерите во Куманово, да ја покажат својата солидарност и да донираат, например, како што е најпотребно, вода, облека, санитетски материјали и конзервирани прехранбени производи кои се разбира може да се користат. Сдруженијето на пензионери од Куманово ќе додели финансиски средства на збратимената општина Гази Баба и апелира до сите граѓани да се вклучат во оваа хумана акција. Инаку донациите може да се предаваат во собирниот пункт на Црвениот крст, кој се наоѓа на градскиот поштад во Куманово. Од Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка информираа дека во нивните простории ќе биде отворен пункт за собирање средства и помош за настраданите. Во координација и со насоки од Црвен крст на Република Македонија, во просториите на Општинската организација Црвен крст Крива Паланка отворен е собирен пункт. Оттаму апелираа сите граѓани во рамки на своите можности да се солидаризираат. Секретарот Дарко Пешовски информира дека според информациите од терен, потребно е да се донира она што е најпотребно во моментот: конзервирана храна, бебешка храна и пелени, вода за пиење, средства за хигиена и средства за дезинфекција. Заинтересираните правни субјекти и граѓани дополнително може да се вклучат и со обезбедување на парична помош на жиросметка на Фондот за солидарност или со донирање 100 денари со повик на телефоните 075 070 или 077 143 400. Пешовски апелираше во активностите за донирање на хуманитарната помош да се следат инструкциите на надлежните институции и Црвениот крст на Република Македонија со цел поефектно справување со последиците од природната катастрофа. Според него, сите кои сакаат да донираат пакет вода за пиење, препорачливо е средствата за тоа 100 денари, доколку се во можност да ги донираат на телефонските броеви. Пожари во Шпанија и Португалија. Во јапонскиот град Нагасаки одбележани 71 година од фрлањето на атомската бомба. Речиси 300.000 луѓе загинаа во војната во Сирија. Околу 300 лица од островот Мадеира и во Јужна Португалија беа евакуирани синоќа поради шумски пожари кои стигнаа до тие области, откако беснееја претежно во северниот дел на земјата. На Мадеира неколку куќи беа уништени од пожари во околината на главниот град на архипелагот Фуншал, а околу 250 лица беа евакуирани во воени објекти. Северна Португалија сепак останува најпогодена од пожарите. Околу 7% од територијата на шпанскиот канарски остров Палма се опожарени од шумскиот пожар кој избовна на 3 август. Изгореле над 4800 хектари шума, што е околу 6,8% од површината на островот. Во гаснењето на пожарот, кој се уште не е совладан, учествуваат околу 560 лица, како и хеликоптери и авиони. Поради стравување за безбедноста на локалните жители, властите евакуираа околу 2500 лица. Во јапонскиот град Нагасаки денеска се одбележани 71 година од уништувањето на градот од атомската бомба што ја фрлија американците во Втората светска војна. Неколку илјади луѓе, меѓу кои и преживеани и роднини на жртвите, присуствуваа на одбележувањето со минута молчење точно во 11 часот и 2 минути, времето кога на денешен ден пред 71 година паднала бомбата. Во експлозијата на бомбата загинале околу 74.000 луѓе, а илјадници други починале во наредните месеци и години како последица на радијацијата. Атомската бомба на Нагасаки е фрлена 3 дена откако американските сили по прв пат во историјата фрлеле таква бомба, и тоа на јапонскиот град Хирошима, при што загинале вкупно 140.000 луѓе.
Во сирискиот конфликт што трае 5 години, досега загинаа над 290.000 луѓе, соопшти денеска Сириската обсерваторија за човекови права. Од март 2011 година, кога почна судирот, до крајот на јули годинава во Сирија загинале вкупно 292.817 луѓе, се наведува во соопштението на организацијата со седиште во Лондон. Бројката е за околу 10.000 луѓе поголема во однос на претходно објавениот биланс на жртвите во војната во Сирија, што обсерваторијата го објави на 26 мај. Меѓу загинатите 84.472 се цивили, од кои 14.711 деца и 9.520 жени. Македонските спортисти, кошаркари, фудбалери, ракомитари и автомобилисти се приклучија со донации за настраданите во поплавите во Македонија. Откако први се огласија фудбалерите кои средствата од квалификацискиот надпревар против Албанија во целост ќе ги донираат на погодените од катастрофалната поплава, нив ги следа и преостанатите. Кошаркарската селекција на Македонија, која се подготвува за квалификациите за Европското првенство, веќе порача: ние дониравме, приклучете се и вие. Поддршката доаѓа и од македонските автоклубови, кои ги поканија сите своји членови и воопшто граѓаните на Република Македонија да се придружат кон собирањето на основните потребни материјали. За таа цел тие организираат и собирање на помош пред спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. На четвртиот надпреварувачки ден на Олимпијадата во Рио де Жанеиро ке настапи и третата македонска спортистка Катерина Николовска. Македонската джудистка Николовска, за која ова е деби на Олимпијадите, ке се надпреварува во категоријата до 53 килограми. Неизина противничка во елиминацијската рунда ке биде Бусра Катипоглу од Турција, во борбата која што треба да тргне од 15 часот по македонско време. Доколку успее да ја победи турчинката, Николовска во осмина финалето ке се бори со Клариса Акбежино од Франција. Предходно свој настапи има Нина Балабан во стрелаштво, која дисциплината воздушна пушка од 10 метри го освои 42-то место во конкуренција на 51 надпреварувачка, како и пливачката Анастасија Богдановски, која во трката на 200 метри слободно, иако постави нов државен рекорд на Македонија, на крајот заврши на 33-то место во конкуренција на 42 надпреварувачки. Домаќинот на Олимпијадата Бразил го освои првиот медал и тоа златен. За големата радост на бразилците се погрижи джудистката Рафаела Силва. Во интересна борба во финалето во категоријата до 57 килограми, 24-годишната Силва, инаку родена во Рио, ја победи Сумија Доржсурен од Монголија. Поранешната светска шампионка од 2013 година, Силва славеше со 2-1 во финалната борба. Унгарската пливачка Катинка Хошу го освои вториот златен медал на Олимпијадата во Рио. По триумфот на 400 метри мешано, 27-годишната Хошу доплива до златото и на 100 метри грбно, и тоа во време од 58,54 секунди. Нов олимписки рекорд постави американецот Рајан Марфи во дисциплината на 100 метри грбно, пливајќи во време од 51,97 секунди, што беше повеќе од доволно за освојување златен медал. И 19-годишната Лили Кинг постави олимписки рекорд, таа делницата од 100 метри ја исплива во време од минута 4 секунди 93 стотинки. Во трката на 200 метри слободно до златото доплива кинезот Сун Јанг. Надпреварувачите од Кина ја продолжуваат доминацијата во Рио, кога се во прашање надпреварите во синхронизирани скокови во вода. Откако Ши Тинг Мао и Ву Мингсија победија во скокови од даска од 3 метри, тоа го сторија нивните сонародници Чен Аисен и Лин Јуе со скоковите од 10-метарска платформа. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, на места поројни и проследени со грмежи. Кон крајот на денот ќе настапи стабилизирање на времето.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.